Воглавно постапките долго траат. Меѓу наведените случаи во извештајот е и кривичниот предмет кој се води за кривично дело даночно затајување во Основниот суд во Велес, каде рочиштата се одлагани и одржани 44 пати. Интересно е тоа што ова не е осамен пример. Правниот експерт за кривични постапки Љупчо Арнаудовски додава уште дека проблемот се јавува и кај објаснувањето на правата и обврските на обвинетите, кои доаѓаат во допир со државните органи. Надлежниот орган да го воведе лицето, граѓаниот во ситуацијата, запознајќи го со тоа зашто е повикан, кој е кривично дело му се на товар, кои се проблемите, да му укаже на правото на негов бранител и 7-8 критерии, така да се стандарди се тие кои што судијата или полицајецот или обвинител апсолутно треба да му ги соопштат. Шефот на мисијата на ОПСЕ, Карлос Пајс, исто така оценува дека на судството во Македонија му требаат промени. Читајќи го извештајот, забележав дека според наудите, судството воглавно доволно ги почитува меѓународните стандарди за правично судење, вклучувајќи го и правото на молчање и правото на одбрана. Јасно е дека главната цел на овој процес за реформи во судството мора да биде подигнување на нивото на почит за правото на судска постапка во разумен рок. Тој додава дека ова позитивно искуство на коалицијата ќе се примени преку канцеларијата на ОПСЕ во Варшава, во Киргистан и Казахстан. Во потрага по вистинитоста за веста дека во Ирак уште во февруари годинава е убиен македонски граѓанин, се вклучи Интерпол. Ивона Талеска. И Интерпол се вклучи во проверка на информацијата дека во февруари македонец е убиен во Ирак. Ова го соопштува Министерството за внатрешни работи. Според него засега единствено Интерпол би можел да го потврди или демантира настанот, иако изјавата на легионерот Јанус е земена со резерва. И во полицијата и во Министерството за надворешни работи не ја исклучуваат можноста да се работи за еден од оние македонци кои на своја рака заминале на работа во Ирак. Од надворешни велат дека и преку македонската амбасада во Хрватска воспоставен е контакт со Томислав Кукац, новинарот на Јутренји лист, за проверка на интервјуто со легионерот и воспоставување контакт со него. Во разговорот за Сител, легионерот Драготин Јанус вчера рече дека не го знае името и лично не го познавал македонецот убиен во Ирак февруари годинава. Гледате, десило се тоа да су код едnog prolaza konvoja odvojili nekog kamiona i jednoj blokadi i izvukli su ga najvjerojatnije ranjenoga. Ja nisam toliko bil prisutan blizu da vidim je li bil ranjen ili mrtav. Izvukli su ga žene iz kamiona, polijele benzinom i zapali na cesti. Одбраната вчера потврди дека сите македонски војници во Ирак се живи и здрави. Воедно, државните органи потврдија дека не се работи ниту за Насковски, ниту за Лазаревски, ниту за Марковиќ. Кралството Норвешка денеска предаде $500,000 помош наменета за развој на локалната самоуправа. Денес министерот за економија Стефчо Јакимовски и представникот на UNDP Фроде Мауринг ги подпишаа документите за проектот за градење капацитети за развој на локалната самоуправа. Ова е втора фаза и подразбира финансиска поддршка од страна на владата на Норвешка во висина од $500,000 за 3 општини кои дополнително ќе се одберат, а ќе бидат во функција на развој на локалната самоуправа. Во првата фаза беа вклучени Штип и Кичево, а финансиите изнесуваа нешто помалку од $600,000 и ги обезбеди владата на Луксембург. Со ова сега одиме во нови 3 општини, во кои што локалните ауторитети заедно во партнерски однос со приватниот сектор ќе ги утврдат заедничките приоритети за економски развој во нивните општини, што сето ќе оди во насока значи за поттикнување на нивниот развој. Представникот на UNDP Фроде Мауринг истакна дека оваа програма има за цел во една децентрализирана средина самите општини да ги превземат одговорностите. Ние сме тука not to do the work for you, не за да направиме работата за вас, but to increase your ability to do it. Туку да ги зголемиме вашите можности тоа да го направите. And of course also to provide the funding to be able to move in the right direction. И се разбира и за да ви ги дадеме и средствата за да може да се придвижиме во правиот правец. Амбасадорот на Кралството Норвешка, Карл Вип, рече дека вкупната поддршка што Македонија ја добива од Норвешка е €10 милиони. Уште една вест. И Космофон и Мовимак денеска на управата за телекомуникации вратиле испратени фактури од по €2,25 милиони.
Тие исто така пред Уставниот суд ја обжалија најновата одлука на владата за надоместок за користење на фреквенцијата. Маја Сторовска. И Космофон и Мобимак ги вратија фактурите од по 2,25 милиони евра, кои управата за телекомуникации согласно владина одлука им ги испорача за плаќање на надомест за користење на фреквенции за годинава, бидејќи немаат намера да плаќаат нешто за што според нив и не постои законска основа. Фактурите се вратени поради нејасната дефинираност на периодите на кои се однесуваат, како и принципите по кои извршено пресметувањето. Јован Петревски, главниот извршен директор на Мобимак, смета дека фактурите утврдуваат наплата за користење на радиофреквенција во период кој не бил регулиран со важечки законски пропис. Како и Космофон, така и Мобимак, најави Петревски, ќе покрене постапка пред Уставниот суд за оспорување на ваквата владина одлука, која меѓу другото влијае на условите утврдени во концесискиот договор, но и бидејќи ниту еден закон или одлука не можат да важат ретроактивно. Директорот на управата за телекомуникации, Коста Трповски, смета дека за ваквото оспорување на двата мобилни оператори стојат други мотиви. Тој соопшти дека управата ги разгледа нивните укажувања, пошто ќе се види какви мерки ќе бидат превземени, но ќе ги искористи сите механизми, вели тој, за да ја спроведе владината одлука, односно да го наплати надоместокот за фреквенции и на двете компании. На крајот на одвесте предаво вклучиме нашиот дописник од митингот на опозицијата кој се случува пред собранието. Една мала пауза за реклами. Останете со Дневникот на Сител.